Добар, убав, среќен ден. Денеска сакам да ве најдам сите во добро здравје, добро расположение пред малите екрани и си ја чекате нашата и ваша емисија, нашата заедничка Вкусот на традицијата. А ние сите, целиот тим на Вкусот на традицијата ве поздравуваме од етно селото Златно буре Кучково, недалеко од Скопје. Тука се уживаме во убава природа. Значи се е разеленето сега, чист воздух, тоа е голем бенефит што имате толку многу чист воздух и прекрасни традиционални специјалитети. Драги мои, за денешната емисија ќе ви подготвам една селска татлија, така ја викаат. Затоа што е многу вкусна, многу стар рецепт и овој рецепт ни го испраќа Кате од Делчево. Значи ти благодариме, Кате, на твојот пост на Вкусот на традицијата и ние веднаш ја превземавме оваа рецепта и денеска ќе ја споделиме со сите вас. Ајде да видиме сега, Кате, како ја прави оваа селска татлија. Значи, за да ја направите, и верувајте дека се имате дома, за да ја направите. А по вкусот, затоа што веќе дома ја направив, да ви кажам, многу бргу се приготвува и имаме еден интересен момент што не се попарува татлијата со врел шербет, туку татлијата треба да биде врела, а однапред се прави шербетот и треба да отстои во ладилникот. За да ја направите оваа татлија, вас ќе ви биде потребно. Прво, ќе си одберете една шолја за чај или млеко, еве како јас сега што го испив чајот, од 250 мл. Со ова шолја се ќе си мерите. Значи имаме 3 за тестото, 3 шолји брашно, 3 шолји гриз, 3 шолји млеко, 2 децилитри јогурт или маштеница така ни стоеше во рецептот, и 2 децилитри масло за јадење, кора од лимон, 1 пакетче прашок за печиво, 100 грама суво грозје и 100 грама мелени или сечкани бисквити. А за шербетот ќе ни треба 500 мл вода и 400 грама шекер, сок од еден лимон и овдека нели ќе го искористиме лимонот за кората од лимонот и можеме да додадеме уште во шербетот. Најпрвин ќе го ставам шербетот да си се вари. Во едно тенџере ќе ставам водата, шекерот, сокот од еден лимон, цеден, и потоа ќе додадам уште. Нека си се вари сега он. Треба од прилика 5 до 7 минути откако ќе проприе. Сега ќе го направам тестото. Ќе го ставам брашното во еден сат. Ќе го ставам гризот. И прашокот за печиво. И сега сето ова убаво ќе го измешам. Да ги спојам брашното, гризот и пецивото. Плехче број 28 или за да ви биде повисока, 30 како употребите ќе биде малку пониска. Еве, мислам дека пецивото си е насекаде. Сега ќе го додадам јогуртот.
Или можете исто така и кисело млеко да ставите. И млекото. Но не цело, ќе остава малку, затоа што не знам колку ќе испие брашното и гризот. Не ви треба ни миксер за ова, не ви треба ништо, само една дрвена лашица. Сега ќе го додадам зејтинот. Еве почна веќе шербетот да врие, додека јас го стопмам тестото и шербетот ќе биде зовриен. Но пред да го печете, ќе го оставите половина час во тепсијата и потоа ќе печете. Значи сега ќе гледам на часовникот. Целе да ми кажеш, гледај на сат кога ќе поминат 5 минути. Веќе 2 помина. Еве го и остатокот од млекото. Може само малку да намалам. Така. Полека ќе си се впие млекото, јогуртот и маслото. Ете така. Знаете како велат за секој еден народ. Ние сме тоа што зборуваме, тоа што пишуваме, ние сме македонци, зборуваме македонски, пишуваме македонски и готвиме македонски јадења. Еве, ние сме тоа што го готвиме. Јас паметам кога беа познати гастрономи од целиот свет гости тука во Македонија, кога искрено, значи кажаа дека Македонија има најдобар зеленчук, најдобро овошје и вика ние топло ви препорачуваме само да си ги јадете вашите специјалитети со компир, граф, пиперка, патлиџан, домашно месо, нели свиња, теле и така натаму. И сите овие работи ние си ги имаме. Еве, сега сакам да видите дека тестото, гледате како е густо, не е она како каша кога правиме било кој колач, нели, што ни е базата, масното тесто. Еве, ова треба да биде густо. Сега ќе го додадам сувото грозје. Така, ќе ги додадам и оревите. И повторно ќе промешам, но можам претходно да го нарендам лимонот. Тоа е најстариот зачин за десерти. Сега сето ова
повторно го промешувам. Еве, мислам дека е готово тестото. Имам плехче триеска. Тоа е секако намастено. Сега ќе го префрлам. Ќе го печете на 180 степени. Прво на 200, а потоа на 180. Да земам да го изгребам со една лажица. А тоа се излегува лесно затоа што има масло, нели, многу масло има во тестото. Ете така. Помина 5 минути, еве ми кажа. Ти благодарам целе многу. Еве, јас сега го исклучувам и тоа е тоа. Да. Сега да го распределам подеднакво. Значи, ќе го оставам сега половина час да одстои. Рерната ми е подготвена на 200, штом фати кора, одма го оставам да се пече. Сега ќе го изладам и шербетот и ќе го ставам во ладилник за да прво да стане млако, да се излади со постојано мешање, нели? А потоа татлијата врела која ќе извадам од рерната, ја попарувам со изладен шербет. Останете со вкусот на традицијата. Драги мои, еве како изгледа селската татлија. И остаи во тепсијата за да видите. Си ставивме и лимонче во шербетот и погледнете како она свети. Врела татлија, ладен шербет. И му ставивме и малку наненце и сега да ја пробаме. Значи шербетот го испи во истата секунда. И оваа татлија, гледате колку брзо се приготвува. Погледнете. За мерак. Да видиме сега за вкусот. Вкусот на сувото грозје, кората од лимон, на оревот, крцкавоста. Горе е крцкава, а внатре ровка полна со шербет, а никаде
не излегува шербетот. Каков вкус! Гризот си го направи своето, нели? Ја испи целата течност од шербетот, прекрасно нешто, прекрасно. И лимонот исто, така и коричката. Не можам да ви опишам колку многу ми се допаѓа ова. Леле, колку е добро. И можеби не е тешко, красатко е, затоа што изгледа има јогурт, има млеко внатре. И тоа си го прави своето, сигурна сум. Затоа што понаш што го пробав. Драги мои, направете ја и вие оваа татлија, уживајте си, послужете ги вашите сакани, поделете ја рецептата. Нека оди по светот и во Македонија и насекаде, сите нека ја познаваат. Драги мои, знаете како велат? Зошто човек може да живее мирно и спокојно? Зошто? Не се јавувам таму каде што не ми се јавуваат. Не чекам таму каде што не ме чекаат. И едноставно не се влюбувам во човек, туку се влюбувам во неговите постапки. Едноставна дефиниција за убав и прекрасен живот. На здравје за вас. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување.